Ова ми е втора соработка со режисерот Дарко Ковачевски и многу ми е мило затоа што тој имаше доверба да ми додели еден ваков лик во една представа која што на сите ни е позната, со која што сме растеле ние и растат нашите деца. Ова е малку поспецифичен медиум на кој што ние актериве, драмските актери, не сме навикнати, работа со кукли. Работата со кукли е малку поспецифична, тешка, морам да признаам, но не е невозможно од едно дрвено парче со 10 конци, како што е нели во представата, да му се даде срце и да прооди, да прозборува и да функционира во целата представа заедно со другите ликови кои што имаат прекрасни маски и имаат прекрасен стил на игра. Како што би рекол Пинокио, како што би рекол режисерот Дарко, оваа представа е за едно малецко детенце кое што има дрвено срце и кое што сака срцето да му стане вистинско. Во разни прилики и неприлики во текот на представата, тоа се соочува со нови искуства, кои што ги учи некои добри, некои лоши, но на крајот на представата тоа осознава дека не е важно да бидеш дел од тој глобален свет, како што би рекол нели режисерот, важно е да имаш душа, да разликуваш што е добро, што е лошо. Мислам дека ние тоа успеавме да го покажеме во оваа представа и дека сите деца, па не само децата, туку и возрастните ќе уживаат дури додека ја гледаат. Во ова представа го играм ликот на штурецот моцарела. Само би посочила дека станува збор за драмско-куклена представа, каде што имаме еден лик, односно главниот лик Пинокио, кој што е кукла и го води колешката Јасмина, додека другите ликови ги толкуваме ние, живите актери, но со прекрасни маски и костими. Инаку ова моја прва соработка со Дарко, како што напомена Јасмина, веќе другиот дел од екипата има соработка со него, значи ова е нивна втора соработка. И морам искрено да кажам дека сум пресреќна што бев дел од еден ваков проект и што имав можност да работам со режисер кој што се занимава исклучиво само со куклен театар, односно театар наменет за децата, но и за возрасти. Тоа е материја која нам, актерите, не ни е позната, бидејќи немаме образование во однос на ваков тип на театар. И многу интересно да се каже, барем за мене, односно сознанието кое што го добив, дека сето она што важи во театарот за возрастните и целовечерните представи, важи и во овој тип на представи. Така да не е за подценување, не значи дека младата или публиката која сочинува децата треба да ги залажеме или да ги насмееме, но туку напротив. Сериозно се пристапува кон една ваква материја за да изнудиме насмевки кај дечињата. Не знам друго што би кажала, имавме супер процес, комуникација безпрекорна. Се надевам дека сите ќе уживаат, значи не само децата, туку и возрастните, и би напоменала дека оваа представа е работена според оригиналот на авторот Карло Колоди, значи не е верзија која што сме навикнале да ја гледаме од Дизниевите цртани. Така да ќе видите нешто поразлично, односно нешто што нема да го очекувате, бидејќи сте навикнале да го гледате или слушате од цртаните на Дизни. Со чисто срце ве поканувам заедно да уживате и да се дружите и да бидете дел од авантурите на Пинокио.